И веројатно последно добро вечер за денес, за вечерва. И иако му реков на колегата Дејан од режијата да ме даде вака крупно за да дадам најава за вечерашниот гостин, сметам дека ако пред 5 минути го кажав неговото име на вистина, немам потреба од многу реченици, зборови и така натаму за да го најавам Бубо Каров. Добро вечер. Добро вечер, ни се налепи рекламниот спот во кој што учествуваш во кампања за референдумот, случајно. Случајно или намерно. Случајно или намерно, тука сме Нешто вечерва. многу ме има изгледа вечерва. Така е. Иако на телевизиите вечерните ударни термини најчесто се, барем во овој период, резервирани строго за политика, за референдумски прашања, што ќе прават во ВМРО, што одговара СДСМ, кој дошол во Македонија и така натаму, сметам дека со тебе има теми за разговор и за политика и надвор од неа и од она што е наш живот во оваа Македонија, нели? Па, чим сте ме викнале, веројатно е така. Веројатно е така. Веројатно е така. Добро, препознатлив лик заради хуморот и сатирата, би рекле. Иако јас велам секој човек кој што се занимава со хумор и сатира, зад него стои многу посериозен човек од тоа што луѓето го гледаат или тоа што е јавно. Обично хумористите се прилично сериозни луѓе во приватниот живот. Не знам како е со Буба. Па, јас како личност не сум толку сериозен во приватниот живот. Напротив, мислам дека сум доста несериозен. Меѓутоа, животот го сваќа многу сериозно. Така да и професијата се ја сваќа многу сериозно, така да сум сериозен кога треба да бидам сериозен. Бидејќи ситуацијата е сериозна, сега сум доста сериозен. Сериозна е ситуацијата и доста сум сериозен овие денови. Овие денови. Добро. К-15, ако беше производот кој што ве направи најпрепознатлив за јавноста, тоа беа навистина долги години, голем серијал, кој што одлично функционираше, како настане и како распадна, ќе зборуваме и за тоа во неколку минути, но на сериозна нота на човек кој што всушност е пред се добар музичар, добар новинар, со сите можни освоени новинарски награди и така натаму е, мислам се уште непознаница за пошироката јавност. Како Бубо новинар и како Бубо музичар? Па, многу е, јас секогаш кажам, многу е непријатна работа која треба сам за себе да зборуваш. За жал, и кај нас во нашава држава, за сите светот почнува од нив. И сите сакаат само за себе да зборуваат, па понекогаш и забораваат на ајде да не речам вредностите, да речам на работите што некој ги работел во животот. Затоа и мене најмногу ме знаат како хуморист и како несериозен, иако хуморот и сатирата се многу сериозна. Последно сатирата е многу сериозна и многу тешка работа, тежок жанр. Тешка дисциплина. Да, и малку луѓе се бават со тоа. Во Македонија речи си никој. Јас започнав всушност како новинар, уште на млади години во младинска емисија во Радио Кавадарци. И уште тогаш определбата ми беше дека ќе бидам новинар, бидејќи татко исто беше новинар и се пензионира како новинар. Брат ми беше музичар, покрај него станав и јас музичар, сакајќи да ги копирам, а на некој начин и да им помагам ним кога има потреба од некоја замена во групата, бидејќи го знаев целиот репертоар, бидејќи киснев на проби кај нив, така станав и музичар. Со забрана од дома да бидам музичар, а со дозвола да бидам новинар. Рано се вработив во Радио Кавадарци, почнав рано да работам, ако не се лажам, имав само 20 години. Кога се вработи во Радио Кавадарци и тоа беше една генерација нова со нови сваќања, не само во Радио Кавадарци, туку воопшто во Републиката се градеше нов концепт на тие, тогаш радиостаниците прераснува во регионални центри за радио печат, почнавме да издаваме и весник
И е уште една работа да кажам, што веројатно никогаш не сум го кажал до сега. Јас сум уствари применна работа у Радио Кавадарци како уредник на печатарски изданија, на Кавадаречки вестник. Во радио. Во радио. Беше радио и тога стана и да бидам уште поискрен, немаше друг начин како да ме примат со средно образование у радиото. И ме примија како уредник на печатарски изданија. Си работев и таа работа и си работев како новинар у Радиото е радио. од она што можам да го имам како впечаток од тоа што го разговаравме, освен што е прва љубов, останата е да биде и голема љубов радиото како медиум. И ја мислам дека и така ќе заврши Така на ќе крај. заврши. Или ќе видам музичар во некоја кафана, или ќе работам у некој радио, или ќе имам некој мало моје радио. Така е. Сега радиото и радиските производи зад кои стои Бубо, за генерациите кои што се постари се добро познати, за овие помладите се помалку познати. Предпоставувам. Да, денес токму овде во нашите простории имаше луѓе кои што се многу среќни затоа што се појавиле на нет епизодите на Династија на Кавадаречки начин. Не ги има во видео, ги има во аудио форма, но на некој е тоа убаво освежување на на меморијата и сеќавања, потоа ННРВ, потоа Радио Урнебес. Сега не знам дали ги кажувам поред, меѓутоа производи зад кои што стои Бубо и на кои што претпоставам си исклучително горд. Па, нормално, сега пред некој ден имав еден разговор со едни пријатели и знаеш, непријатно е кога ќе ти рече човека, ти што си работил во животот, цел живот се зезаш и од тоа живееш. Не е баш така, едноставно. Например, прв посериозен проект беше Династија на Кавадаречки начин. Иако прв да речам, модерно е да се вика тоа, нели, проекти. Токму така, музиката беше прв производ кој беше поврзан со мене, кој што направи да излеземе вон границите од Македонија, а и да се етаблираме тука во рок-н-рол светот во Македонија. А Радио Кавадарци и Династија на Кавадаречки начин всушност беше тоа што ми го отвори патот да на полесен начин да дојдам во метрополата. Мислејќи дека одам кој знае каде. Сега после толку години не сум сигурен не дали требаше да го направа тој потек, него не сум сигурен дали сме метропола тука. Тоа е дискутабилно. Да, тоа е дискутабилно, меѓутоа тоа во некоја друга прилика можеме да го дискутираме. Токму Династија кога почна да се емитува и на втората програма на Радио Скопје, тогаш втората програма на Радио Скопје беше матична куќа за сите локални радиостаници и во рамки на таа соработка почна да се емитува во Радио Урнемес. И Радио Урнемес беше една од најпопуларните емисии и останува на сите времиња во радио бизнисот. Драган Костич и Лјупчо Димитровски се автори. Јас ја имав таа среќа да емитуејќи ја втора програма во Радио Урнемес емисијата да добијам можност и тоа можност онака со една минута договарање. Тогашниот Војко Рафајловски, уредникот на втора програма, беше во Кавадарци, за да не гњава многу од два збора. Сакаш ли ти да работиш во Скопје? Да, ја барам работи во Скопје. Од понеделник 8 дојди. Јас дојдов од 10 до 8, се изначекав до 8. И од тогаш останав во Радио Скопје 6 години. После тоа Радио Нома, во Радио Скопје, во рамки на Радио Урнемес се појави ННРВ. ННРВ фактички беше радио емисија, пародија на вести, чиј автор беше Алјоша Руси. И ние ја продолживме фактички нашава екипа, јас, покојните Мирче Донески и Драголјуб Петровски, Цале и Јасна Франговска, подоста се придружи и Владко Огњановски. И тука се појави првата соработка со Бранко и со Васко, они како соработници кај нас во втора програма. Тука се првите доперни точки. Кога го снимате првиот скеч на К15? Која година е тоа?
Првиот скеч, знам кога се емитуваше, а кога беше сниман, се емитуваше на 23 ноември. А година? Па година... Че израчунаме у текот на емисијата. Точно, К15 траеше точно 20 години. Последниот скеч се емитуваше на 23 ноември. Која година? Че се јави некој, че каже у текот на емисијата, че ми пуши некој порак. Не Точно 20, точно 20 години постоеше. За 20 години постоеше политичар кој не беше актуелен, а не споменат во вашите скечови? Па ако не бил споменат, значи не бил доволно актуелен. Мислам дека не постоеше. А некој да не е споменат? Никогаш не сме имале ситуација да мериме. Дали ќе го ставаме овој, ај сега ставивме еден од овој, да речеме од опозицијата, ај сега да ставиме еден од власта, за да има работежа, мада морам да го кажам, тоа еднаш сум го кажал, дека еднаш имавме понуда од една телевизија, што беше опозиционно ориентирана, односно, брзо стана, се сменија работите, па ни нудеа да направиме, да има некој баланс, да речеме 30 на 100 или 40 на 100 да се критикува. Со пазар, така? Да, буквално со пазар. Нормално одбивме таа понуда. Немало, ние сме ги следели актуелните ситуации секогаш. И што е најинтересно, К15 никогаш не била планирана како политичка сатира. К15 беше планирана емисија како емисија која ќе третира урбан хумор. И таква и е. Меѓутоа, заради актуелноста на политиката... Секојдневието вас ве натера да отидете во тие води. Тие скечови најдобро поминува. Да речеме си и хоризинациите на политичарите. Дори сега, од оваа дистанца гледано, имам впечаток дека како што беа Бело дугме едно време, што и да снимеа Бело дугме, сите паѓа унесе, леле, колку се добри стварите. Мислам дека имаше и у К15 еден период, ако направевме некој таков политички скеч или некоја синхронизација, што и да ставевме унатре, ќе вика, ај, како, колку ми беше добро. Знам дека е неблагодарно, особено кон другите двајца, кои што, нели, како екипа бевте тројца. Неблагодарно е кон другите двајца, но како и да, јас ќе го поставам прашањето. Кој беше мозокот во К15? Па ние Пошто мора да има некој што е мозок, за да правиш оваква работа, некој што е реализатор. Вака, нема мозок во К15. И човек, само луѓе без многу мозок можат да се впуштат во вакви авантури. Никогаш не сме дошле во ситуација, нити ние да се поставиме меѓу нас така. Ние имавме во бизнисот едно правило, како продукција, како фирма. Ако нешто не му се допаѓа на еден, не го работиме тоа. Значи, немавме надгласување. Доволно еден да не се согласи. Ако на еден не му се свиѓа некоја работа што треба да правиме, не ја правиме. И мислам дека тоа е едно од добрите правила што ги имавме и што овозможи подолго да... Во бивша Југославија топ листа надреалиста беше предводник на многу состојби што и се случија подоцна на бившата Југославија. А за К15 може да се каже дека беа предвесници, прогнозери на многу работи, освен овие актуелните кои што нели ги детектиравте, ги исмејувавте, ги претваравте во сурова реална сатира, дека и многу работи вие со својата работа предвидовте. Па, јас не би го нарекол тоа како некое чудо или некоја наша способност. Ние бевме само реални и отворени. Значи, не гледавме низ диоптер на ниедна партија, не гледавме со розови очила, гледавме, ги регистриравме ситуациите и состојбите онакви какви што се и какви што мислиме дека ги гледаме, така и ги презентирав. Еве, времето покажа дека за многу работи сме имале право и сме ги предвидели. Јас, ако можевме ние да предвидувевме, че бев гатач и скроз друга работа и мислам дека многу добро че ми беше. Немаше да се нервирам толку. Колку и бевте по-симпатични на јавноста, толку работата не ви одеше
во добра насока, во поглед на тоа каде ќе се емитувате, дали некој воопшто ќе ви даде етер, дали ќе имате спонзори за да обстанете и така натаму и така натаму. Не знам како се вика тоа стручно, систем на аналогија или не знам како. Да, веројатно колку не останавте да бидете, не знам, само на нет како платформа да ве емитува и така натаму. Сега може да се најдат вашите скечови, нели, со еден клик што се вика. Но ете, работата, односно приказната К15 е, предпоставам, завршена. Приказната К15 дефинитивно е завршена и кога ме прашуваат луѓе има ли шанса, сега еве работите се променија драстично, се менуваат, еве влегуваме и во еден друг многу сериозен политички и простор и време, во една нова ера, за среќа. Меѓутоа, јас мислам дека времето за К15 е завршено. Од повеќе причини, не само што сме кажале многу работи што требало да се кажат, сме ги кажале во тоа време, туку и заради тоа што моментално бизнис амбиентот едноставно не може да си дозволи, не може да финансира еден проект како што е К15. Која беше најдрската цензура која можеби ја добивте или која ви беше порачана или која ви беше предочена? Значи порачки не примавме. Порачки не примавме, ма сме имале. А во контекст на цензура? Во контекст на цензура, значи ние никад не сме имале директна забрана. Допираат до нас муабети, например, дека сме станале многу влијателни, дека сме станале многу мочни. Кога навлеговме заедно со компанијата Тарс, кога го отворивме сателитскиот центар тука, тогаш веројатно се појавил некој страв, бидејќи тоа е многу сериозен бизнис и многу голем и влијателен бизнис на светско ниво. Тогаш допреа првпат до нас муабетите дека во одредени политички структури се разговарало многу сериозно и се дошло до закажок дека овие циркузантиве треба да ги донесеме на просјачки стап. Иначе ако станат финансиски мочни и онака многу не може да ги контролираме. И така ќе бидат уште потешки за контролирање. Вашата приказна со медиумите, зборам на вас како група сега, предпоставам сите заедно бевте во сите тие процеси, а процесите се медиумите. Значи, имаше тука К15 телевизија, па имаше Тарпс, па имаше Пинк 15, па имаше конкурирање за концесија. И сите приказни кога сте вие во прашање и некаков медиум завршуваат неуспешно. Уште нешто да додадам на ова што го правевме. Значи, тоа е во врска со К15. Ќе кажам една работа која што малку се знае во јавноста. Јас имав среќа, кога дојдов во Радио Скопје, да работам заедно со Драган Костич, човекот број 1 кога е музиката и забавата во прашање, и со Љупчо Димитровски, за кој слободно можам да речем дека кога е теоријата на новинарството во прашање, и не само теоријата, исто човекот број 1. Имав можност да работам од нив и да учам од нив. Значи, јас покрај Љупчо Димитровски многу сериозно почнав да се занимавам со теорија на новинарството. Кога се осамостоли државата, бев во првата работна група, за жал само на 2 состанака после кога се правеше првиот закон за радиодифузија. Да речеме Слободна Македонија, се поново. И уште еден подолг период сериозно се занимавав со тоа. Значи, можеби ќе звучи нескромно, ама комплетниот концепт на програмата на Радио Кавадарци, односно трансформацијата на програмата од стереотипна програма у современо радио, ја правев јас со една група мои соработници у Кавадарци. Ние ја направивме Радио Нома од нула,
Нормално со поддршка на тогаш. Добро, сега знам, ве разбирам што Значи, сакате да ми кажете. Приказната ми е, прашањето ми е повеќе кога влегувате во процес на сопственици, на некој што од нула ќе почне медиум, па имавте медиум, па несреќно заврши и така натаму. Во таа смисла ми беше повеќе на тие приказни дека завршија. Овие успешниве секако стојат, но не знам дали можеме да ги ставиме на вага успешниве и неуспешниве, кој победува. Тоа може поинаку да се дефинира. Сме имале успешна приказна, меѓутоа со многу, можем да речам, сопки, со многу недоразбирања, така меко да се изразам. И дури почнувам да имам впечаток сега од оваа дистанца кога гледам работиве, кај сум отишол, секаде да се постигнал огромен успех кај што работеле, а работите после завршувале некако неславно, да речем. И дури едно време почнав да се обвинувам себе си, почнав да мислам дека несреќа имно сум на луѓе. Тоа е во контекст на моето следно прашање, бидејќи ова го зборевме и претходно. Со оглед на тоа, еве рековме, и музика, и сатира, и новинарство. Дали некогаш ми беше прашањето, сте се замислеле дека може да работите или да сте работеле една иста работа целиот свој работен век, да одите на истото работно место и да работите истата работа? Дали е тоа замисливо за човек како Бубо? Па, искрено да кажам, никад не сум размислил за тоа. Сега се најдов унебрано, ама мислам дека нема шанса да... Незамисливо е, веројатно. Па никогаш не би било... Не можам да замислам јас се бали да станам и да одам на работа и секој ден да го работам тоа едно те исто и да го чукам картонот кога ќе влезам и да го отчукам. Односно да го отчукам кога ќе си одам. Так. Со вашето распаѓањето, да речем, на К15 коинцидира со тоа што е претходната власт во Македонија, тоа што беше или не беше простор за... Не беше распадната тогаш претходната власт. Ние се распаднавте. Да, не, вие се распаднавте. Работевте на распаѓање, ама не успеавте вајде, па вие се откажавте порано, или не? Па веројатно така не доживува. Меѓутоа, така не доживува и другите претходните власти, некои од претходните власти. Јас лично мислам дека ние секогаш сме имале проблем со поединци. Затоа што ние до ден денес имаме луѓе и тоа ни било некоја среќна околност. Значи, у вторите, у третите ешалони сме имале стално симпатизери кои ни кажуват, така и доаѓавме многу лесно до информации. Дури и луѓе за кои што не сме веруеле дека у некоја ситуација ни помогнале или биле сведоци кога некој се трудил да ни одмага, ни кажале многу јасно и гласно и ни укажале на некои ситуации, а и сега, иако сега е малку доцна. Ако бомбите беа, нели, предвесникот, објавувањето на бомбите беа предвесникот на распаѓањето на претходниот режим власти, така натаму, кој беше ставот или како вие живеевте, да речем, во деновите кога имавте прилика да ги слушате бомбите јавно? Значи, бомбите само го потврдија она што ние го знаев. Што функционира како систем, нели? Што функционира како систем, посебно у таа власт. Тоа што бевме убедени дека така што го имавте, функционира. можеби во стомакот. Па, искрено да бидам искрен, јас бев многу разочаран. Од една страна ми беше драго што се отворија и ова му го имам кажано на Заев лично во една прилика, дека никому не сум завидел во животот, единствено ми е криво што нему му ги дадоа бомбите да ги кажа, што не ми ги дадоа мене, јас да ги пуштам у јавност. Нормално, на шега. Зошто? За мене тоа беше многу навредлива работа. Замислете со години цела нација да е слушана и да кој знае што и у какви ситуации сме биле сите слушани.
Значи, тука не се бира тоа, Чаушеску не го прави. Не знам дали го знаете тоа, дека Чаушеску своевременно им поклонил телефонска линија без пари и телефон на секое домаќинство, а у секој телефон инсталиран прислушкувач. Луѓе во среќни го слават Чаушеску колку е добар, а он уствари ги... своја намера. Да. Така да, првата Бил ли Бубо помисла ми него? беше тоа. Второто разочарување ми беше толкувањето на бомбите и обидот бомбите да се прикажат како монтирани, лепени, одлепувани, разлепувани, долепувани. Значи, понудив на неколку колеги од телевизиите, им понудив да дојдеме на лице место, бидејќи мене ми е специјалност на синхронизација. Сме правеле на синхронизација на политичари, сме лепеле, знаеме како се прави тоа. Значи, сум понудил на јавноста да ја прикажеме на лице место што значи монтажа, што значи лепење и дека тоа што е лепено има како да се познае дали е лепено. Точно е дека разговорите се кратени, бидејќи таму се слушало се, од А до Ш. Меѓутоа, овие работи што ги има, што се стајни у целина, они што викаат се вадени од контекст. Се си е тоа многу регуларно и многу веродостојно на оригиналот. Така да нешто што би се свело на на чисто творештво во периодот кога се објавуваа бомбите. Просто ретер за... Тоа можеше да биде многу интересно, ако ние имавме емисија во тоа време, а од друга страна, пародија на тоа не можеш да правиш, тоа само по себе е пародија. Значи, не знам дали ќе беше толку интересно, ако и ние правевме тогаш емисија, али у секој случај ќе направевме ние нешто за тоа да добие поголеми размери и да народот тоа полесно го свати. Јас сум убеден дека има луѓе до ден денеска што стварно мислат дека е тоа монтирано и дека тоа некој го измислил, дека не знам, може некој мисли дека дури и гласовите некој им ги имитира. Така. Значи, ако во тој период немате прилика да се изразите само преку некаква сатира и хумор, ја користите песната. И сатирата во песната, зборувам за настапот на манифестација нели Златна Бубамара, 2015 со песна. Да, тоа се некој си дојде само по себе со песната Балкан уствари. Тоа беше како крик. Тоа беше враќање на К15, тоа беше како крик, иако тој текст не е мој текст, тој текст и песната на Јане Хаџилиумовски. Нормално јас интервенирав у некои, али тоа го правевме редовно, ние кога работевме како група. И тоа е многу добронамерна и многу опоменувачка песна. И предвидувачка. И мислам дека и добро помина. Можеме да погледнеме, сакам дел. Можеме, зашто? Само дел од неа, чисто да се потсетиме и гледачите да видат за што зборуваме, за кој од многуте крици. Likovi isti, levi, desni, konjanici i pisti. Ova je naša, ova je vaša, ova je moje, a ova tvoje, a sve je toa od dedo Noe. Znamenja naši, znamenja vaši, neko je rekao taka, sada plaši. Na peda zemlja, pleminja razni, lizni, masni, a bezobrazni. Balkan, brat koga si brato, Balkan, Balkan, ovali je pato. Balkan, Balkan, brat koga si brato.
почнат сами да се газат. Тогаш, брате, нема назад. Секој со секој за душа ќе се дави. Кој ли тогаш победа ќе слави? Ова е Балкан, Балкан, брат кога Балкан, цела може да ја најдат на YouTube каналот. Да, има за неколку верзија, ова е од доделувањето на Бубомара. Каде што е тонот малку лош, би ми препорачал да слушнат оригиналната верзија. Така, добро. Да се- Одек на интересно веста кога вашето име се најде помеѓу имињата кои што работат во кабинетот на Заев. Неочекувано и за мене, претпоставувам и за многумина. Ќе користам приликата да прашам како. Да. Значи, многу едноставно. Прво, јас не сум во кабинетот на Заев, јас сум во кабинетот на Роберт Поповски. А Роберт Поповски е во кабинетот на Заев, па сега Роберт Поповски во владата на Заев. Значи, директно сум така. во кабинетот него, чисто да биде појасно за тоа што многу луѓе мислат дека сум во кабинетот на Заев, па ми се явуваат за вработување. Аха. И таа ситуација сакам да ја помоснам, да ја појаснам. За мене е тоа многу нормално. Значи, јас со Роберт Поповски сме работеле заедно, сме соработувале уште у телевизија, постоа у радио, во Радио Нома. И можам да речем што се однесува до погледот кон светот, со секој сме биле тука Слични. некаде слични и со исти погледи на свет. Така да, овој пат поканата за да работам како надворешен советник во неговиот кабинет, ја прифатив без резерва, посебно што идејата значи, како сака нека звучи ова, идејата и разбирањето и обидите на Заев и сваќањето на тоа како треба да изгледа Македонија и како треба да изгледа Балканот и светот се многу блиски до тоа како што јас размислам. Но дали е сега Бубо политичен или аполитичен? Бубо секогаш ќе биде аполитичен. Значи, Бубо може да биде у функција на политиката по потреба, а секогаш ќе биде аполитичен, ќе биде прагматичен и ќе биде секогаш спремен за добра идеја. Посебно, јас го чувствувам моментот, дека сега е моментот да се направи пресврт не само во нашата држава. Мислам дека луѓе не сваќаат доволно, а не сваќаат заради тоа што со нивните, да речем, партии не работеле доволно за да ги подготват, за да гледаат низ реален диоптер, а не со искривен диоптер. И за тоа им е многу тешко на многу луѓе сега да прифатат дека го губиме името, дека губиме идентитет или не знам што, со тоа што ќе ставиме додавката на името. Ја имам додавка на името. Јас сум Љупчо Каров. Имам додавка на името Бубо. Ако прашате кој е Љупчо Каров, 90% ќе ви кажат не го знаат кој е, а Бубо Каров го знаат сите. Значи, споредбата може би не е соодветна, меѓутоа како пример сакам да го кажам тоа дека една додавка не може да ти направи промена на идентитетот ако ти си сигурен Во тоа што во тоа што си. И ти си секогаш тоа што ќе кажеш ти дека си. А тоа што технички ќе мораш некогаш да направиш некоја отстапка, да направиш некој компромис, тоа е многу нормална работа, посебно у 21 век. Особено ако знаеш дека е за Се обидувам да многу Ако едноставно знаеш дека е за добро. Се обидувам многу едноставно да ги ако се најдеш на еден мост тесен кај што не може да се разминат двајца. Кога се сретнат на средина од мостот. Значи факт е дека едниот мора да се врати, така? Ако се паметни, одма едниот ќе се врати, а другиот ќе помине и после ќе помине и првиот. Ако се ненормални, ќе стојат на средината ќе стојат и на никој средина, нема да ќе се помине. испотепаат, може би Од она- ќе се убијат, Така, од она што знам, ама нема да го поминат да мост. одиш на терен, токму во ова опипување на пулсот на
на луѓето на народот и претпоставувам дека зборуваш со овој народен јазик, не со јазикот на политичарите. Што е она што гледаш Па на може терен? слободно да се рече Што е она дека што тоа гледаш е на една од терен? основните мои обврски. Так, задачи. И задачи, Да. да речам, и како, Што се така и слушаш? си ја прифатив ја мојата... Што се слушаш на терен? Што се можеш да видиш? На терен гледам, за среќа не бев многу оптимист, значи, за среќа гледам сега како работиме, полека се менуваат. Гледам како некои луѓе кои што беа убедени у тоа дека нема да излезат на референдумот, гледам сега како ни шепот почнуваат да кажуваат дека и покрај се јас ќе се излезам на референдумот уште се и ќе си шепоти? гледам. Уште се шепоти. Според мене има две ситуации. Не е добра ситуацијата во која што сега опозицијата не се изјаснува, конкретно, а кај нив членството е научено да им се обично каже. да гласа, да гласа по, да не речам по наредба, али по препорака. Меѓутоа последните локални избори го демонтираат тоа, така да на тоа више опозицијата не може со 100% сигурност Да смета. смета. Втора работа, више кај нив има различни погледи на свет веќе у самата партија. Јас некја искоментирав у мој стил, кога ми рече еден пријател, ми вика, знаеш шо, гледаш ли дека во ВМРО више има две струи? Му викам, слушај, во ВМРО секогаш имало две струи, една скапа и една ефтина. А сега има повише струи. И мислам дека не посакувам да дојде до некој раскол. Добро е да се сето тоа стабилизира, али најважно е што мислам дека таму членството почна да функционира по собствено убедување. И мислам дека иако у почеток мене ми сметаше, искрено да ви кажам, големиот притисок што се врши од страна, меѓутоа очигледно е, и ако се вратиме историски назад, дека нас потребно е некој од страна да ни каже, повише и веруваме на луѓето од страна, отколку на луѓето дома. Треба некој од страна да дојде да ни каже, и добро е што овака нашите пријатели од светот и од Европа, еве секој дневно, ме бомбардираат со изјави. И ако оваа порака не ја примиме, и ако не сватиме што треба да направиме, односно дека треба да излеземе на референдумот и да гласаме за, јас тоа не го кријам, јавно го кажувам секаде, мислам дека ова ни е последната шанса да го фатиме последниот вагон од возот. Нема враќање. Не би требало да се врати, за тоа што сето друго, да се разбереме, нема да пропаде Македонија. Меѓутоа ќе не врати 300 години наназад. Имав можност своевременно да гледам една емисија, за жал не цела, на еден црногорски историчар кој што кажа дека Македонија од секогаш имала услови да меѓу првите да дојде до сопствена државност, меѓутоа заради неодлучноста, односно поделеноста на претежно на тие што влијаеле и што имале влијание на народот, заради нивната поделеност и припаѓање на различни струи, никогаш не можело да се створи критична маса која што е за самостојна Македонија. Ја не знам како луѓето не сваќаат дека овој е моментот кој може да донесе помирување не само кај нас у Македонија, туку воопшто на Балканот. Ние го направивме тој чин. Кој можеше да верува дека у 2 месеца ќе се случи договорот и со Бугарија и договорот и со Грција. Малку метеорска брзина беше сето тоа, па можеби затоа и народот има една втора опасност што сакам јавно збунен. да ја кажам, што никој не ја кажува, а може да биде многу опасна ситуација. Значи, има многу луѓе, тоа е претежно интелектуалниот свет, кои што мислат дека со доаѓањето на мисионерите од Европа, од Америка и со изјавите што ги даваат,
тоа има некоја си сигурност и некоја потврда дека работата е више завршена и дека е средена. И може да се случи многу од тие луѓе, средено е, се е готово, може Ево, овој вчера беше. Ба. Не, може некој да рече абе договорена е цела работа и некој да не излезе на референдум и да не гласа. Да. Да, треба да се работи очигледно на тоа да... Не, партиите кого треба нема? да се демократизира максимално. Значи, кога ќе доживееме партиите да функционираат со фракции унатре најлегално, Така. без да се убиваат едни со други, да се вратиме у историјата. Јас скоро гледав една емисија, ги избегавам тие емисии, меѓутоа видов податок дека не знам која година, 30 и која, у Бугарија ВМРО била забранета за тоа што у рок од 2 недели имало 74 убиства у две фракции. Да не иде до таму, ама барем секој да го има своето право на глас. Јасно, апсолутно. Така, Бува, на крајот сме, а нема да не прашам. Пред пензионерски денови. Да, тоа е моја Така, една нова категорија, категорија, да. За која се сакам да се борам да добие статус на признаена категорија на која сериозно треба да се рачуна. Така. Што ќе значи пред Тоа пензионерски значи дека денови? тоа се луѓе кои што имаат уште што да направат, може да дадат, не се доволно амбициозни, има луѓе што знаат како може да помогнат и знаат што треба да направат, а се ненаметливи. Тие се луѓе што се у предпензионерска состојба. Предпензионерска. Јас сум еден од тие моментално. Сам си ја смислив, ако некој не му одговара, не мора да се приклучува. Ние нема да правиме никаква кампања за тоа. Кој сака? Сега ни е ова многу поважно. Така. Добро, Буба, јас ти благодарам што вечера беше со нас. Вечервајте, за среќа немаше обврски од повисока категорија. Остана во Скопје и беше денес овде вечерва, практично во студиото на 1 ТВ. Секогаш сме тука за се што треба, нели? Дури иако си во предпензионерски денови имаш волја да одработиш нешто. Пензионерскиот оркестар Повторно кој ќе го сме формирам, ќе се јавам да не испробовирате. Така е. Тука сме секогаш. За жал немаме повеќе време. Сакавме да го емитуваме и последниот снимен скеч воопшто што К15 го имал. Но на YouTube може да го најдат, барем да кажеме како е неговото име. Исповед кај папата. Исповед кај папата е последниот скеч на К15, доколку сакате да се подсетите на истиот. Ти благодарам уште еднаш. И јас ви благодарам, сакам да искористам приликава да ви честитам, пошто на отварањето не бев. Ве следам и гледам дека добро иде работава. Амбициозни сме. Да, амбициозни. Ти благодарам уште еднаш. Вам, почитувани, ќе ви се заблагодарам на предпоставувам и се надевам целодневното внимание кое го имавме од вас. Следуваат вестите во 22. Од мене домакинот на денот Анета Кочишки. Довидување и добра ноќ до следниот четврток.